Господјана, овде пред собранието, односно спроти собранието во Жена парк, не сте 2-3 дена, туку сте некој подолг период наназад присутни. Која е целта на секојдневните собери овде? Па целта на секојдневните собери, кои што континуирано траат веќе година и неколку месеци, е тоа што ние истапивме, значи од првиот ден кога ги почнавме протестите минатата година, точно на 6 јули во Охрид. Исто тогаш почнавме со блокада на патот Охрид Свети Наум Охрид. Беа две протестни барања. Значи, оваа власт која што уште тогаш видовме дека така не ја испочитува волјата на соодветен начин на народот и почна да донесува некои штетни одлуки да се откаже од тие барања и дека се додека не се откаже, ние ги продолжуваме протестите и еве како што се гледа, значи тоа и го потврдивме. А исто така дека ги отфрламе сите тие нелегитимни одлуки што се на штета на народот и државата. Значи многу ми е жал што после година и неколку месеци повторно, значи сме исто како да сме на почетната точка, а за жал такви штетни одлуки се донесоа многу и сега се спрема една завршница, што ете во теке нели таа собраниска расправа за уставните измени. Значи, аргументите се на нашата македонската страна и сметам дека секој совесен граѓанин, значи и суверен на оваа земја, тоа е и народот и граѓаните, треба во таа насока да се движиме и да видиме како да си ги заштитиме нашите суверени права. Значи и како поединци, и како народ, и како граѓани на самостојна независна Република Македонија, меѓутоа и како држава, и нашата држава си има права во меѓународниот промет и си има свој идентитет. И сега некој чепка во тоа, значи неосновано, и е преседан. Значи многу преседани се направија и причината зошто сме се уште тука е значи се уште оправдана и ете продолжуваме. Се надевам дека ќе заврши овој процес во прилог и за доброто и на македонскиот народ и на македонската држава, кој што да завршам во духот на една мисла на Алберт Ајнштајн, кој што си има произнесено за ова македонско прашање. Значи ќе заврши кога македонското прашање ќе биде решено во интерес на самиот македонски народ, кој што има право на самоопределување и на собствена државност. Се до тогаш додека не се испочитува таа волја, нема ништо добро да се случува ни во земјата, ни на Балканот, ни пошироко. Значи со овој проблем што ние го исписуваме, значи проблемот со кој што сака да се промени идентитетот, односно да се уништи државата, всушност се прекршени сите основни неотуѓиви човекови права. И тоа е, мислам, аргументирано, тоа е евидентно и во меѓународни рамки, во рамки на Обединетите нации, значи ја кршат повелбата на Обединетите нации и упорно сега некој сака да турка нешто што е спротивно на сето тоа. Мислам, тоа не може да е одржливо, не на долг рок. Кога тогаш тоа нема да успее. Така, господјана, сметате ли дека Македонија може да се интегрира во НАТО и во ЕУ, ако ја нема поддршката од меѓународната заедница? После овој договор со Грција, меѓународната заедница едногласно го пофали, а во Македонија пак се уште се спротивставени страните. Некои сметаат дека загубено е името, загубен е идентитетот, а други велат дека името е само жртва, идентитетот според договорот од Грција е заштитен. Сметате ли без промена на името дека може да се дојде до еден подобар договор? Да, значи повторно се враќаме назад на ова претходно што го зборува. Треба да се појде од таа основа, од тие точки, од основното човеково право на самоопределување. Се што е проблематизирање на тоа право и кршење негово, значи не може, како што реков, да доведе до нешто подобро.
Znači, ako sме имале ете аспирации пред деценија или колку 15 на години, знам кога нели ја поднесоа таа апликација за членство во Европската унија и така натаму, меѓутоа сега имаме нови состојби и воопшто не само кај нас, значи условите, состојбите се менуваат. Тогаш може би ете и јас не сум имала таков негативен став спрема влез во ЕУ, бидејќи ми се чинеше дека тогаш немаше вакви насилија, прекршувања. Ама сега од таа страна исто се чувствува тоа, значи уцените, насилното ете наметнување, да се прифати нешто или сите тие го прифаќаат дека е позитивно, а всушност не е. Значи тоа говори за тие непринципиелни политики, во кои што активен соучесник и играч и фактор се точно Европската унија и НАТО. И ако мене лично ме прашате, верувам дека повеќето исто така го делат овој мој став, баш поради тоа. Значи, поради таквиот однос, што е недозволен, навлегува во други сфери, значи и мешање ни овдека, секој дојде, секој се испомеша во внатрешните работи, што е недозволиво. Значи, ако е од таа призма ги гледаме работите, значи не сме ни за влез и не сакаме, зашто сега го прават тоа. Кога ќе бидете внатре во тие сојузи, тек тогаш ќе не можете ништо да задвржите свое. Затоа што сега кога сте се уште суверен, мада тоа е нагризано, многу наблезено, разјадено од кивото на суверенот, тогаш и така се губи, значи, дел од суверенитетот, и бидејќи сме ние помала држава, помал народ, иако сите треба сме еднакви, меѓутоа политиката така функционира, нели, во распределбата на интересите, никогаш нема да успееме понатаму да си ги сочуваме и заштитиме нашите интереси. Ако на времето протестите на шарената револуција ги поврзуваа тогаш со тогашната опозиција, овие протести, почетокот на оние големи собери ги поврзуваа со сегашната опозиција. Како за еден ваков собир на граѓани може да се отфрли политичката етикета што се става? Да, значи ние ги започнавме токму така, никогаш не сме биле политички, како да речеме, определени. Како Сдружение на граѓани сме се делувале во рамките на тоа што едно Сдружение на граѓани, нели, си е според статутот за што се залага и кои му се целите. И нашата граѓанска иницијатива Сдруженијето Природба, значи подолгото име е граѓанска иницијатива за здраво, достоинствено и возвишено живење и за создавање такви услови и предуслови во општеството и државата. Меѓутоа сега сето тоа е нарушено и ние длабоко го чувствуваме тоа разорување, значи разнебитување од сите аспекти, и повикот беше, значи, за да си го сочуваме и нашиот живот, и нашето здравје, и нашата татковина, да излеземе, да протестираме против тие и непринципиелни, и антимакедонски, и против државни, и против уставни политики. А не било политичко на никаков начин и сега не е, и можеби самото тоа нели гледате, пошто масовноста на нашите континуирани протести варира. Кога ќе има некој масовен протест, ние секако дека ние, кога е со таа цел, нели, во интерес на македонскиот народ и држава, го поддржуваме, меѓутоа гледаме дека кога се политички мотивирани, изостанува поддршката, например, на нас. Иако се секогаш нашите се народни, значи необоени, меѓутоа како на суверени. Значи, и тоа и овде кампусов, што ни доби таков предзнак, значи кампус на бранителите на суверенитетот. Така и го подвиживме и тоа движење Македонска природба, значи од тие причини, од тие побуди, не за да нешто формираме или некоја политичка опција, туку во недостаток на политичка опција која што во моментот кога треба не ги заштитува интересите, значи комплетно до крај, значи се појави потребата едно такво движење да се појави. И затоа и донесовме одлука дури да го регистрираме како политички субјект, ама не како политичка партија класична,
туку за да може да има некој удел во понатамошното одлучување, носење одлуки во државата, да може да излезе на избори, значи според законот за политички партии. Инако јас лично немам политички амбиции, многу луѓе што се овде немаат. И жал ни е што е така, затоа што оние во кои што народот им поклонуваше доверба со години, со децении, ја изневерија. Значи, и од едната и од другата страна. И сега не зборуваме само да критикуваме, меѓутоа треба суштински работите да ги гледаме. Значи, евидентно е дека не се покажа достојни, значи на висината на повикот и на тие што имале можност или оние во парламентот, на вистина да работат во интерес и да испочитуваат волјата на народот. Ако на почетокот овие протести беа интензивни, имаше многу повеќе луѓе. Од што варира излезеноста овде пред собранието? Па повторно ќе кажам, значи... Од што зависи, ви реков? Па значи нас секогаш не прашуваат, бидејќи ние сме постојано тука, од што зависи, каде се другите, зошто овој не е, зошто тој не е. Значи логично би било прашањето да се постави до нив. Бидејќи ние сме во сите и групации и од една и од друга страна, кога има некое заедништво или заеднички настап или да се повика на одговорност, ова нелегитимна власт и така натаму, да се заземе став народен, секогаш ние сме дел од сето тоа. А ова што е вака, што сега нема овде илјадници луѓе, значи да си застанат само да си го бранат своето право, ништо друго не треба, тоа исто е показател на тие се уште ниски нивоа и односи и практики што во политиката владеа. Значи прво се размислува во собствен или во партиски или во политички интерес, па после дури и дали се размислува во интерес на она што е највисока национална и државна кауза или како да речам одбрана. Ние се чувствуваме дека нешто браниме за да не биде уништено. Господјана, за крај да ве прашам, бидејќи камповите се овде, како што рековте, веќе година дена, меѓутоа последниве неколку недели, можам да кажам, една нова активност е тоа, секојдневни протести пред собранието, што значи блокирање на една од главните улици, а меѓутоа малку луѓе се, десетина, 20, 30, 50 луѓе. Која е целта на тие протести и тие блокади ако нема проток во сообраќајот за нешто за кое што реагираат и другите луѓе? Па целта е токму тоа, бидејќи на друг начин не се излезе и не ги прифатија овие протестни барања, што рековме пред уште година и колку месеци има, од минатиот јули. Значи сега ги продолжуваме со сите начини, легитимни демократски средства и начините на отпор, на бојкот, на граѓанска непослушност. Ова е еден момент на граѓанска непослушност, бидејќи не може, значи институциите не го прифаќаат и не постапуваат по барањата или по предметите таму што им се од нас доставени или кривични пријави, ги враќаат како неосновани и сега бидејќи не можеш ти институционално да го направиш, го правиш на улицата. Блокадата е токму тоа, дека се покаже дека во општеството, во државата не функционира ништо. Значи не функционира она за кое што треба најмногу сите да сме кој еден. Значи без оглед на партии, на не знам цели програми, зашто се случува, значи на дело е уништување на државата. Сакале тоа да го признаеме или не, тоа е реално. И треба да имаш соодветен одговор, а не за да се нервираат луѓето или ако сме 10, па ние со 20 фактички не сме 10, бидејќи според законот за собир на граѓани треба да е најмалку 21 и ја постигнуваме, имаме дури и повеќе. Меѓутоа, значи ние со толку луѓе успеваме да го направиме тој чин,
Значи не е масовноста тука пресудна. Масовноста е пресудна за да се одбрани тоа право. А можеш да блокираш еве на една 20, на друга 20, на трета, што и е во тек сега, значи веќе и како да речам, ќе се реализира тоа. Значи битно е да се блокира целиот систем што не функционира во реалноста. Тоа е проблемот и тоа треба да го свати секој граѓанин, зашто после ќе биде многу тешко. Кога останува тоа? Не, тоа е смислата. Па остануваме се до стварувањето, односно постапување по протестните барања. Значи да се откажат, еве бараме оставка. Доставивме на 19 септември или август, ја има таму веќе нели оди со приемен печат и до владе собрание. Значи неотповиклива оставка поради се што е направено нелегитимно и велепредавствата веќе да не збора. Од кого? Да, кривични дела од нелегалната, нелегитимна власт. Што не сме ова да го прави, све што прави е нелегално, неуставно. Значи има таму како е дојдена на власт, како е формирано парламентарно. Значи има аргументите стојат, ама сега во оваа држава институциите се узурпирани исто така и не можат да ја спроведат волјата на народот. Значи затоа викаме, значи побезболно е да дадат неотповиклива оставка. Зашто тоа на некој начин ете и од нив им се олеснува. Значи таа одговорност што паѓа е огромна. Ти да уништиш еден народ, една држава, а го немаш тоа право, тоа е, не знам, тоа би бил некој процес што следи во светот, што мислам дека ќе биде процес на, не знам, на многу милениуми, можеби не само на столетието. Зашто ова е навистина нешто монструозно и геноцид е тоа. Значи како и да го вртиш, тоа е геноцид. Фала ви на време. Благодарам.